Скопје вчера вечер пулсираше во новогодишен ритам. Кафулињата, дискотеките и кафеаните приполни. Со здравица музика и жилби за новата година се славеше. Музичката агенда за новогодишната ноќ засечи вкус во различни локали во градот. Часовникот веќе означи полноќ. Забавата во најлудата ноќ започна да кулминира. Да ги оставиме настрана негативните мисли и со позитивна енергија да влеземе во новите 365 дена. Од мене и од телевизија Нова ви ја честитам новата година. Ви посакувам многу љубов, здравје, среќа и успешна година. Задоволни од понудата на угостителските објекти, младите расположени за добра забава. Супер, ми се допаѓа атмосферата, затоа и решив овде да поминам новата година. Одлично. Поинаква атмосферата, добра свирка, добри луѓе, опуштена атмосфера и тоа е тоа. Супер организацијата, ефтенувува баш како што мислев дека ќе биде и ефтенувува. Организацијата е супер, од музика до луѓе, до атмосфера, Организацијата е супер, познавајќи го добриот тип на клуб Авенија, шурките се секогаш најдобри. Дошло од дискотека, не кафич или никоја кафана? Секој ден пиеме кафе во кафичите, кафаните ги посетуваме, нели секоја недела дискотеките се најдобар избор за забава. За новата 2017 година си посакаа желби за личен успех, здравје и среќа. Во 2017 година посакувам многу повеќе мир, среќа, љубов, слога и здравје. Пред се здравје, среќа, љубов, да ги реализирам плановите што ги имам замислено, поготово на професионален план. Моите желби се пред се сите да бидат здрави. Кога се сите здрави може да бидат и среќни и заљубени, што повеќе пари и успеси, тоа е тоа. За себе сакам само да сум многу здрав и да се смеам како да се смеам веќе 20 доста некоја година. Искрено посакувам луѓето многу повеќе да се смеат и да бидат многу посрекни. Мислам дека тоа е доволно. Вака интересно прашање, посакувам пред себе да биде успешна година, да има многу среќа, здравје, да има малце повеќе финансии од овие моменталниве и све што треба ќе се дое само по себе. Иако оваа година изостана новогодишната забава на плуштадот Македонија и спектакуларниот традиционален огномет, сепак тоа не беше пречка да се најде и друга опција каде ќе ги одбројуваат последните секунди од старата година и да ја посакаат добри дојде на новата.